Градоначалникот на општина Кисела Вода Урце Ѓоргиевски направи увид во градежните активности за уредување на нов парк на површина од околу 1250 метри квадратни, кој ќе се простира во дел од просторот на училиштето за рехабилитација на деца и младенци со оштетен вид Димитар Влахов. Станува збор за досега запуштен простор кој добива целосно нова намена, ќе биде уреден како зелено катче со содржини за сите генерации. Просторот ќе биде хортикултурно уреден со детски реквизити, павер елементи, урбана опрема, клупи и курпи за отпадоци, осветлување и зеленило. Покрај тоа, на еден дел од паркот ќе се изгради современ сообраќаен полигон за учење на сообраќајните правила, каде децата ќе можат да возат велосипеди истовремено преку игра да се запознаат со сообраќајните знаци, семафори и сообраќајна култура. Особено значајно е што станува збор за прв инклузивен сообраќаен полигон, прилагоден за деца со попреченост. Тоа значи дека полигонот ќе содржи елементи, тактилни површини и специјално дизајнирани едукативни содржини кои овозможуваат еднаков пристап и активно учество на сите деца, без разлика на нивната способност. На овој начин од општина Кисела Вода велат дека испраќаат силна порака за инклузивност, прифаќање и еднакви можности за сите деца. Општина Газибаба информира дека продолжува со активната реализација на инфраструктурни проекти во урбаните и руралните делови на општината, насочени кон подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. Во таа насока во изминатиот период беа изведени две активности: изградба на пристапни патеки во населбата Железара, во насока на подобрување на пристапноста и безбедноста на движење за пешаците, особено за постарите лица и лицата со попреченост. Општина Газибаба изгради нови пристапни патеки во населбата Железара. Патеките се изведени со високо квалитетни павер елементи што обезбедуваат трајност, стабилност и модерен изглед. Асфалтирање и уредување на улица со павер елементи во населбата Ченто. Во населбата Ченто беше целосно уредена и поплочена една од локалните улици со павер елементи. Со овој запад се овозможува побезбедно движење, како и подобра инфраструктурна поврзаност за жителите од овој дел на општината, се вели во соопштението. Од општината додаваат дека овие проекти се дел од континуираните напори на локалната самоуправа за подобрување на урбаната средина, како и за подигнување на стандардот на живење преку уредени и функционални јавни простори. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски информира дека викендов била поставена нова подлога на детското игралиште во паркот во Капиштец, а реконструкцијата на паркот во оваа населба е во завршна фаза. На детското игралиште е поставена вештачка трева како горна подлога, при што се задржани постојните гумени плочи под неа кои служат како амортизирачки слој. Подлогата е во согласно со стандардите за квалитет и безбедност, со цел да се обезбеди заштита на здравјето на децата и заштита на животната средина, според општината. Викендов поставивме нова подлога на детското игралиште во Капиштец како дел од завршната фаза на целосната реконструкција на паркот. Во следните денови ќе биде поставена дополнително детска урбана опрема од лулашки и клацкалки. Во изминатиот период поставивме ново лето осветлување, изградивме нова патека за движење, засадивме ново зеленило и декоративни садници, со што се обновени вкупно 7800 квадратни метри јавна површина. Апелирам до сите граѓани да се грижиме за новата урбана опрема, да не ја оштетуваме и заеднички да создадеме и одржуваме почиста, побезбедна и поубава животна средина за сите, особено за најмладите, вели Герасимовски. Во рамки на тековната акција за отстранување на кабаст отпад и еколошки ризични материјали од територијата на општина Ѓорче Петров веќе се собрани и безбедно транспортирани над 130 метри кубни кабаст отпад и повеќе од 700 стари гуми. Отпадот е депониран на соодветна локација, депонијата Дрисла, во согласно со еколошките стандарди. Акцијата опфати повеќе локации, вклучувајќи јавни површини, улици, паркови и диви депонии. Целта е да се елиминираат изворите на загадување, да се унапреди квалитетот на животната средина за жителите на општината. Оваа операција е резултат на добро планирање и навремена организација, ефикасна координација меѓу надлежните служби и активно учество и соработка со граѓаните, се вели во соопштението на општината. Општина Ѓорче Петров упатува благодарност до сите граѓани кои се вклучија во акцијата и ги повикува сите жители да продолжат со одговорно постапување кон отпадот и зачувување на јавниот простор. Граѓаните се уште имаат можност да го одложат кабастиот отпад на означените локации. Акцијата трае до 21 мај.
Skok je grad moj ljubav liče, što mi razum te sni. Večno je ja sam